Горивата се поевтини, но автомобилите сега трошат повеќе, се жалат возачи. Различни, неќем да ги именувам фирмите, меѓутоа разна фирма, различна потрошна, а исти од 95 октани, мислам бензино, а различен потрошен. Ова тврдење тие го аргументираат со повеќе проверки, зашто релациите им се исти, но потрошувачката поголема. Да, се троши, пошто јас сум занаетчија, јас сум механичар и кога не е квалитетно горивото, со 10 до 15% возилата трошат повеќе гориво. Повеќе троши, ако треба да трошат 10, ке потроше 13. Освен количински, промената во составот на горивото може да се почувствува и според работата на моторот. Кога во горивото има одредено количество на вода, се забележува промена на звукот на моторот. Не работи добро, има вибрации, рокирање и моторот има намалена мощност. Секако, ова може да значи дополнителни проблеми, но и трошоци. Кај дизел моторите може да дојде до дефекти на вош помпата, инекторите и дизните. А кај бензин моторите може да дојде до дефект на електричната помпа за гориво. Како граѓаните може да го докажат овој криминал и од каде всушност тој доаѓа? Тоа е клучното прашање. Во таков случај, грабеж има сигурно и ќаратот по ниските цени лесно се претвора во поголем зијан. За чиста совест, граѓаните може да реагираат кај инспекциите и Асоциацијата на потрошувачи, но дека кој знае што ќе постигнат е тешко. Досега од складовите на преработувачите и помпите на дилерите истекоа милиони литри горива, но со санкции поради разни ујдурми се соочиле многу малку.